Апелациониот суд не успеа да ја поправи штетата што ја предизвика основниот суд со која Кежаровски беше осуден на 4,5 години затвор. Единствената правична одлука што можеше да ја донесе апелацијскиот суд беше ослободителна пресуда, а не намалување на казната на 2 години. Со ова неправична одлука, судот место да дели правда, реши да направи политички калкулации. Место при одлучување за предметот да води сметка за правата на еден невин новинар, кој не направи ништо лошо, туку откри злоупотреба во работата на јавните институции, одлучи да го спаси образот на оние што направија погрешна проценка пред 2 години, дека затварање на новинар во Македонија може така лесно да помине. Одлуката има за цел да покаже дека судот се смилува со Кежаровски со тоа што му ја намалува казната. Такви калкулации ние не прифаќаме, затоа што и еден ден казна затвор за невин новинар е голема казна, која предизвикува огромна штета врз слободата на говорот и слободата на медиумите. Апелација сака да не убеди дека државата никогаш не греши и со тоа сака нас да не обесхрабри како новинари да ја вршиме основната функција во едно демократско општество, критички да ја обсервираме работата на јавните институции. Ако власта имаше намера да не застрашува, не ја постигна целта. Ние не се исплашивме и како никогаш порано сме сплотени и солидарни со нашиот колега Кежаровски. За нас слободата на Кежаровски е безусловна. Таа е и наша слобода. Ние сме сите Кежаровски и јас сум Кежаровски. Колеги, сакам да најавам дека заедно со иницијативниот одбор и со синдикатот на новинарите и со сите новинарски и медиумски организации ќе организираме протест во 12 часот во вторник тука пред судот и тогаш ќе се договориме како колеги кои ќе ни бидат следните чекори во одбрана на Кежаровски. Ако некој се надева дека ова пресуда ќе помине така лесно во јавноста и ако сака да замачкат очи на јавноста, ние тоа нема да го дозволиме. Затоа ве повикувам сите вас во вторник во 12 часот тука да се собереме масовно уште еднаш да го изразиме нашиот револт и незадоволство од ова неправедна одлука на судот, која што не е вперена само против слободата на еден невин новинар, туку е вперена против сите нас како новинари и против слободата на медиумите.